Добро дојдовте, директоре. Ви благодариме што одвоевте време да бидете дел од ова интервју. Посебно ни е драго бидејќи не само што сте директор, туку сте и поранешен ученик токму на нашето училиште. За почеток, може ли накратко да им кажете нешто за себе и вашата сегашна функција? Да, благодарам, добар ден на сите. И многу ми е мило што ме поканивте во ова училиште, каде што 4 години учев и имам премногу добро мислење за ова средно училиште. Какво беше вашето искуство и како ги поминавте средношколските денови како ученик во ова училиште? Во ова училиште, навистина, од срце, се осеќав многу добро. Учевме 4 години, се дружевме, генерација за паметење, генерација добра, генерација која што сега е инволвирана во сите установи на град Прилеп и пошироко во Македонија и со тоа сум и јас горд што имам и јас оваа функција, а потекнувам од ова средно образование. Имавте ли соништа во тие години или дали се совпаднаа со она што сте денес? Да, секој ученик, секој човек има соништа, така и јас. Тогаш учев средно образование, сонот ми беше да се запишам на факултет, мојот сон се оствари, станав студент на Технолошко-металуршкиот факултет, смер прехрана. Се гордам со тоа, мојот сон со тоа се оствари. Во тој момент кога учев средно ми беше тој сон да се запишам на факултет и да го завршам успешно тој факултет. Како изгледаше вашиот пат од ученик до директор? Патот од ученик до директор, препреки на патот секогаш има, секој кој што ќе одговори дека нема препреки, да речем лажи, секогаш има препреки и тие препреки треба да имаш волја и желба да ги помениш, така јас имам волја и желба да ги поменам. Нормално, после средношколец одиш во голем град, во Скопје, каде што предизвиците се поголеми, но сето тоа го пребродив и успешно го завршив факултетот и потоа се следуваше тоа што се следува. Со завршен факултет си аплицирав на огласи, се вработив како дипломиран технолог во една приватна фабрика, каде што успешно менаџирав и бев технолог за производство и потоа следуваше функцијата директор на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Кои совети би им ги дале на учениците кои се уште го бараат својот пат? Совети, значи, оскосна даска хемиско училиште според мене е добра. Бидете самоуверени, на сите ученици му го препорачувам тоа, вашите соништа ќе се остварат. Тие соништа не одат лесно да ги остварите, ги поминувате сите препреки, после сака помината препрека доаѓате на друга препрека, така да има решение кога се има волја и желба. Директор, ви благодариме за инспиративните одговори. Вие сте вистински пример дека со труд и љубов кон своето училиште може да се постигне многу. Се надеваме дека и учениците ќе го препознаат тоа и ќе ги следат своите соништа. Ви благодарам многу. На сите ви посакувам успех и никогаш не се откажувајте од вашата желба.